Папата Франциск, 266-тиот поглавар на Римокатоличката црква, почина на 88 годишна возраст. Неговите последни денови беа одбележани со борбата со пневмонија, кулминација на респираторните проблеми со кои се соочуваше во поголемиот дел од неговиот живот. Дури и од болничкиот кревет тој остана поврзан со светот, секојдневно информирајќи се за католичката парохија во палестинска Газа, нудејќи им зборови на поддршка и солидарност. Cosa avete mangiato oggi? Како прв језуит, латиноамерикански и неевропски папа во светот во повеќе од 1 милениум, Франциск стана моќен глас за човековите права, зборувајќи за маргинализираните, раселените и оние опфатени со војна. Неговото папство беше дефинирано со неговиот притисок за мир и социјална правда, предизвикувајќи восхит и понекогаш предизвикувајќи контроверзи за неговите отворени ставови. Но пред да биде папа Франциск, кој беше Хорхе Марио Берголјо и како језиот од Аргентина го преобликува Ватикан, оставајќи во неговата смрт наследство на кое тешко ќе му се парира. Роден на 17 декември 1936 година во Буенос Ариес, Аргентина, Берголјо пораснал во семејство од средна класа на италијански имигранти. Како млад тој изгубил дел од белите дробови поради тешка инфекција, здравствен проблем што ќе го мачи во текот на целиот живот. Првично студирал хемија, но заминал да се приклучи на језуитскиот ред на католичката црква, станувајќи свештеник во 1969 година на 32 годишна возраст. И покрај неговиот задоцнет почеток, подемот на Берголјо беше брз. До 1992 година бил назначен за бискуп, а во 1998 година станал надбискуп на Буенос Ајрес. Тој го отфрли луксузот, се возеше со јавен превоз и ја стави маката на сиромашните на централно место во неговата мисија. Во неговите проповеди честопати се говореше за социјални неправди, повикувајќи ги и политичарите и верските водачи да им служат на ранливите. За време на конклавата во 2005 година, кога католичките кардинали се состанаа во Ватикан за да изберат нов папа по смртта на папата Јован Павле II, тој се сметаше за силен кандидат, но загуби од Бенедикт XVI. Кога Бенедикт донесе одлука без преседан да поднесе оставка во 2013 година, Берголјо беше избран за папа. Земајќи го името Франциск по Свети Франциск од Асизи, тој ја сигнализира својата посветеност на смирението, мирот и грижата за сиромашните. Од моментот кога го презеде папството, тој го потресе Ватикан со отфрвање на традиционална папска резиденција, притисок за реформи, искоренување на корупцијата и соочување со долгата историја на црквата со скандали со злоупотреба на деца. Франциск не ја предизвика само црквата, тој го предизвика светот. Малку светски лидери беа толку гласни како него во повикувањето на израелската војна против Газа и велејќи дека тоа е геноцид. Тој постојано бараше итен преки на огнот, нарекувајќи го не војна, туку суровост. Низ другите конфликтни зони од Украина до Судан и Сирија до Мјанмар, тој повика на мир, изврши притисок за меѓународна поддршка за бегалците и раселените и ги осуди странските сили кои поттикнуваат војни за своја корист. Тој беше една од ретките светски личности што го осуди прогонот врз муслиманите Рохинџа, нарекувајќи ги наши браќа и сестри. Како син на родители имигранти, Франциско беше гласен застапник на бегалците, осудувајќи ги суровите политики за миграција и малтретирање на барателите на азил. Тој постојано ја критикуваше репресијата на американскиот претседател Доналд Трамп врз мигрантите, велејќи дека оние што градат зидови наместо мостови не се христијани. Преку Атлантикот тој ги осуди некои европски центри за притвор како концентрациони логори. Тој исто така беше првиот папа кој ги постави климатските промени како централно прашање за време на неговото водство со притисок за итна акција и држање на одговорност на богатите нации за нивната улога во кризата. Папата Франциск остави зад себе наследство на застапување, реформи и сочувство што е неспоредливо. Сега, кога црквата влегува во нова ера без него, се наметнува важно прашање. Дали Ватикан ќе дозволи да продолжи наследството со неконвенционалниот пристап на Франциск или ќе се врати на она пред времето на Франциско?